почитувана претседателке. Имено ги видов амандманеве и за овој како и за наредниве кои што доаѓаат и од аспект на општините и градовите кои што ги опфаќаат, заклучив дека е дел од третата изборна единица. Сега, кога поднесуваме амандмани, мислам дека треба да направиме една посуштинска анализа на начинот на проблематиката која што ние предлагаме да се како да се реши, дали има некаков процес, дали е во фаза на постапка, како траат процесите, кој е планот и така натаму. Имено како земја која што е аспирант да биде членка на Европската унија, треба да знаеме дека стандардите кои што сакаме да ги постигнеме во насока на санирање на депониите, како и на менаџирање со отпадот, утврдува на тоа да се вклопиме во системот како што го има и Европската унија. Тоа подразбира дека со помош на самата Европска унија, со одредени грантови, меки кредити, како и со одреден дел на учество на нашата држава, треба во нашата држава да се изградат 5 регионални депонии кои што ќе ги опфаќаат голем дел од општините, каде што Република Македонија би го надминала и би го решила проблемот со отпад. Сега, ние такви заеми во претходниот мандат неколку изгласавме тука во ова собрание, и тоа практично значи дека државата е поделена на 5 региони и депониите, кои што практично се нарекуваат така, воопшто не се по она кое што тие го предвидуваат од аспект на нивна изградба или менаџирање на отпадот, предвидува да се направат комплекси кои што ќе го преработуваат отпадот со нула штетни емисии, со нула штетни гасови, со нула шанса за палење на депониите, и целиот отпад околу тие региони кои што се 5 на број ќе може да се носи таму на еден безбеден, пристоен начин и таму да се обработува отпадот. Значи нема да бидат регионални депонии како Дрисва, туку ќе бидат фабрики за преработка на отпад. Сега таква една за овие општини кои што се наведени тука во амандманите, треба да се изгради во близина на атарот на општината Свети Николе. Сметам дека до крајот на месец јуни, согласно последната информација што имам, е завршена евалуација на вториот повик, односно на второ објавениот тендер за изградба на оваа регионална депонија. И таму сите овие општини кои што се наведени во амандманите треба да го депонираат своето ѓубре, кое што, повторувам, ќе се преработува со 0% штетност кон животната средина, 0% емисија на гасови, 0% штета кон околината од каде што доаѓаат и каде што целото тоа ѓубре ќе се преработува на начин на кој што потоа ќе имаме еден на некаков начин производ или резултат кој што ќе биде согласно европските стандарди и здрав за животната средина. Така да намерата е честна на овие амандмани, јас ја поздравувам, но би сакал да укажам дека нашиот план за решавање на отпадот во целиот овој регион, за да не повеќе се случуваат вакви дејанија како што ги споменавме од аспект на палење, на горење на депонии, зашто факт е дека се случуваат, факт е дека веројатно има нека организирана група во држава, не би сакал тука политички да имплицирам, најверојатно да аудирам на нивната психолошка состојба, ги прави овие пожари, и ако сакаме ова да го надминеме еднаш за секогаш, тогаш излезот од овој проблем е едноставно решението на регионалните депонии кои што ќе го преработуваат целиот отпад кој што ќе стигнува кај нивните претоварни станици. Благодарам.